Исто време, исто место, но сосема различни информации во Дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Над 2500 места во средните училишта. Општината одржа состанок за случајот со гинатите кучиња. Ке се одржи графити фест Куманово. Повеќе од 2500 ученици ќе можат да се запишат следната учебна година во едно од 5 средни училишта во градот. Најголем број слободни места согласно објавениот конкурс од Министерството за образование и наука има во стручните училишта Наце Буѓони и Перо Наков. Во 5 средни училишта во Куманово, според конкурсот објавен од Министерството за образование и наука, во следната учебна година може да се запишат вкупно 2584 ученици. Во средното техничко училиште Наце Буѓони може да се запишат вкупно 714 ученици во 21 паралелка, односно 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик. Според наставните планови и програми за машинска струка, електротехничка и здравствена струка, информира директорот Драган Јаневски. Медицинска струка, како и секоја година, имаме најголем интерес и запишуваме 2 паралелки со настава на македонски наставен јазик по 34 ученика, значи вкупно 68, а за настава на албански наставен јазик тоа се 3 паралелки, тоест вкупно по 34 ученика, значи 102 ученика вкупно. Од машинската струка имаме 4 годишно и 3 годишно образование. 4 годишно образование е техничар за компјутерско управување, за настава на македонски наставен јазик една паралелка, 34 ученика. За настава на албански наставен јазик исто, значи 34 ученика, една паралелка. После тоа следи машинско-енергетски техничар, со настава на македонски јазик една паралелка, 34 ученика, истото и за настава на албански наставен јазик. И 3 годишно образование. Од оваа година имаме нов профил, значи конструкцијски механичар, значи тоа е 3 годишно образование и за македонски и за албански наставен јазик по 34 ученика. И во албански со настава на албански наставен јазик имаме уште машински механичар, значи уште едно 3 годишно образование, 34 ученика. Во електротехничката струка за наставата на македонски јазик има само 4 годишно образование. Во струката електротехничар-енергетичар може да се запишат 68 ученици во 2 паралелки, а исто толку ученици и во компјутерска техника и автоматика. Што се однесува до наставата на албански јазик, една паралелка електротехничар-енергетичар, компјутерска техника и автоматика 2 паралелки, односно 68 ученици и една паралелка електромеханичар, и тоа 3 годишно образование само за настава на албански јазик. Имаме уште еден нов смер, значи тоа е електроинсталатор и монтер. Го имаме и со настава на албански наставен јазик и македонски, 34 ученика, нали, тој смер веќе со години послабо има интерес, така да не беа формирани паралелки во минатата година. Постојано техничкото училиште е во подем, значи последните 10 години, значи имаме постојан подем во квалитетот на образованието и за тоа кажуват и наградите кои што ги освоивме. Еве пред 3 дена беше регионалниот надпревар во нашето училиште, во организација на нашето училиште и ги земавме сите места први. Значи зборам за вториот регион каде што влегуваат и Штип и Кочани. Прво место електротехничар и енергетичар, прво место компјутерска техника, автоматика, машинско-енергетски техничар и техничар за компјутерско управување. Значи сите места беа први кај нас, што значи дека квалитетот си доаѓа до израз. Постојано имаме интерес, значи последните години, значи електротехничката струка и медицинската струка, значи имаме и поголем број на ученици пријавени од она што запишуваме, али тоа е, значи капацитетот на нашето училиште. Сега одиме на подигнување на квалитетот, па ќе видиме како ќе видне понатаму. Во гимназијата Гоце Делчев ќе може да се запишат 374 ученици во 11 паралелки, односно 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во една паралелка со настава на српски јазик. Во гимназијата Сами Фрашери ќе може да се запишат 272 ученика во 8 паралелки со настава на албански јазик. Во средното стручно училиште Киро Бурнас во прва година ќе може да се запишат 510 ученици во 15 паралелки,
Во земјоделско-ветеринарна струка 7 паралелки, хемиско-технолошка струка 3 паралелки, лични услуги 102 ученика, 3 паралелки и машинска струка 68 ученици, односно 2 паралелки. Во средното училиште Перо Наков ќе може да се запишат 714 ученици во 21 паралелка според наставните планови и програми за економско-правна и трговска струка 13 паралелки и текстилно-кожарска струка 8 паралелки. Во ученичкиот дом професор Мијалковиќ, согласно објавениот конкурс на Министерството за образование и наука, во учебната 2019-2020 година за престој ќе можат да се запишат 120 ученици. 120 ученици можат да се запишат во ученичкиот дом професор Мијалковиќ, согласно објавениот конкурс на Министерството за образование и наука за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019-2020 година. Согласно објавените критериуми, учениците треба да имаат постојано место на живење на најмалку 25 километри оддалечено од училиштето, да има организиран превоз или пак доколку нема превоз, тогаш оддалеченоста треба да е најмалку 10 километри. Домот како установа од посебен општествен интерес обезбедува солидни услови за прием, престои задолжување на воспитно-образовните и културните потреби на учениците кои одговараат на современите педагошки барања, здравствено-хигиенски стандарди и генерацијски потреби. Инаку домот располага со 120 легла, има современа кујна и трпезарија во која секојдневно се подготвуваат 3 свежи оброци, 3 занимални кои учениците ги користат за учење, за предавање од страна на воспитувачите за рекреација. Исто така има клуб сала, мини сала за спорт, библиотека, работилница и уреден двор, информира директорката Љубица Павловска. Таа најави дека годинава по подолг период ќе се обнови и мебелот. Рокот за електронско пријавување на учениците кои ќе се запишани во 2, 3 и 4 година почнува од 26 јуни, годинава и трае до 1 јули. Рокот за електронското пријавување на учениците кои се запишани во 1 година почнува од 2 и трае до 9 јули годинава. Општина Куманово на денешниот состанок го осуди вчерашниот настан кога вреќи со угинати кучиња бија расфрлани во поранешната касарна во населбата Карпош. На состанокот информираат од општина Куманово, било посочено дека е извршен увид од СВР Куманово и инспекцијските служби од општината. Во соопштението се наведува дека на локацијата имало 6 угинати кучиња со констатација дека не се оставени во ист период, односно не се во иста фаза на распаѓање. За случајот известена е и Агенција за храна и ветеринарство, која ќе ги превземе потребните мерки што се во нејзина надлежност. Состанокот го организираше градоначалникот Максим Димитриевски, а присуствувале невладини организации за заштита на животните, представници од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков и од инспекцијските служби во општина Куманово. Општината најави дека ќе преземе обврска во наредната година преку својот буџет да обезбеди средства за изградба на прифатилиште за околу 200 бездомни кучиња, се наведува во соопштението на општината. Наредната сабота во дворот на основните училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков ќе се одржи графити фест со наслов Еко графити фест за поголема урбана свест. Манифестацијата ја спроведува неформална група од професори заедно со локални цртачи. Еко графити фест за поголема урбана свест е насловен настанот кој ќе се одржи наредната сабота во дворот на училиштата Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков и Народниот театар. Манифестацијата ја спроведува неформална група од професори заедно со локални цртачи. Во декември успеавме да се пријавиме на конкурс кој го објави Фондација Отворено општество за ангажирани уметници за креативни акции и кампањи кои што ќе влијат за промена во едно демократско општество. На тој конкурс како неформална група успеавме од 54 пријави да влеземе во 12 најдобри и имаме грант со кој сакаме да го реализираме овој проект насловен како Еко графит фест за поголема урбана
свест. Проектот е замислен цртање на графити не на голема површина, со објавен конкурс за млади уметници да се пријават од различните култури, од сите наши градови, па и пошироко може да се пријават и од околината на нашата држава. На тој начин, освен што ќе се уреди просторот кој што е запоставен, ќе им се отстапи простор на младите и за креативно изразување. Ќе ги изработуваат ѕидовите кои ги поврзува сите три институции во овој двор на двете училишта основни браќа Миладиновци и Крстен Мисирков, како и Народниот театар Трајко Прокопиев, и тука гледаме символиката да се промовираат овие активности баш преку овие образовни и културни установи. Графитите се замислени да биде композиција од графити. Нормално претежно графитите се со некој надпис со текстуален, меѓутоа има пријавено и со мурали, така да ќе направиме една комбинација и простор каде кои дела ќе бидат изработени на ѕидот на овие институции. Како што информираа организаторите на конкурсот, има пријавено повеќе од 20 учесници, а во моментов се спроведува селекција на најдобрите графити. Настанот, кој ќе започне во 10 часот, ќе биде збогатен со спортски активности, односно уличен баскет, како и со настапи на диџеи. Општинската организација на Црвениот крст ќе постави свој штанд на кој ќе се промовираат проекти за хумани вредности. На ниво на државата не постои регистар на заболени лица од аутизам. Ова беше посочено по повод Светскиот ден на лица заболени од оваа болест. Во Куманово 7 деца со аутизам следат настава во посебните паралелки во основното училиште Браќа Миладиновци. Во Куманово последниве години 7 деца со аутизам следат настава во посебните паралелки во основното училиште Браќа Миладиновци, информираа надлежните од училиштето. Во дневниот центар за лица со попреченост кој функционира под Министерството за труд и социјална политика, вклопени се 6 деца со аутизам, соопштуваат надлежните. И во двете установи децата следат настава и програма согласно возраста, заедно со деца со други пречки во развојот. Според дефектологот во училиштето Милена Илиќ Пешеќ, во минатото воопшто немало запишани деца со аутизам или многу ретко биле запишувани вакви деца. Нема податоци колку деца има во Куманово заболени од аутизам, бидејќи на ниво на Македонија нема регистар, посочува Илиќ Пешеќ. Раководителот на Дневниот центар за лица со попреченост под Министерството за труд и социјална политика Ивица Благоевиќ појаснува дека работат според програма и дека овие деца работат заеднички со другите деца со различни пречки во развојот. Стручните лица појаснуваа дека е потребно да се формира посебен центар за деца и лица со аутизам, каде би се применувале практиките и методите кои се спроведуваат во западноевропските држави. Иако нема регистар, за разлика од минатото кога овие деца воопшто не се пријавуваа, сега родителите многу почесто бараат помош од стручните. Лицата со аутизам се наши сограѓани и наша должност е да им овозможиме да си го најдат своето место и да ги развијат своите потенцијали. Прифаќањето на различноста е првиот чекор кој е неопходно да го направиме доколку сакаме да живееме во општество кое е достојно за сите, изјави Илиќ Пешеќ. Инаку денот на лица со аутизам во светот се одбележува од 2007 година. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Националната химна останува, ниту некогаш се разговарало химната да претрпи измени. Ниту за тоа ќе се разговара, химната останува иста и текстуално и инструментално, рече на денешната пресконференција владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Вчера, поради доцнење при слетување на авионот со грчкиот премиер Алексис Ципрас, беа изоставени сите свечени активности при дочекот, кои вклучуваат гарда, поставување цвеќиња и интонирање на химната. Меѓу другото и пред владата, рече Бошњаковски одговарајќи на новинарско прашање. Додаде дека биле изоставени овие активности со цел да се добие на време, бидејќи посетата беше работна и во текот на еден ден имаше премногу активности. Унгарските власти соопштија дека 15 полицајци ќе бидат распоредени како испомош на границата меѓу Србија и Македонија, а 30 на границата меѓу Северна Македонија и Грција. Како што се наведува во соопштението, мерката се презема поради спречување на илегални премини во Србија и Македонија и апсење на трговци со луѓе. Полициските единици ќе бидат опремени со возила кои ќе можат да се движат надвор од автопатиштата, со уреди за ноќно набљудување и со термални камери. Унгарската
Граничната полиција продолжува да соработува со локалните сили за заштита на границите меѓу Србија и Македонија, како и Македонија и Грција, соопшти унгарското МБР. Според податоците на секторот за заштита на шумите, надзор и внатрешна контрола, во текот на март се регистрирани 128 пожари на територијата на целата држава, што е најголем број на шумски пожари во тек на еден месец години наназад. Од нив, како што вели Зоран Ѓорѓиев, директор на јавното предпријатие Македонски шуми, 47 се навлезени во шума и има сериозни штети по дрвната маса. Останатите 81 пожар се предизвикани надвор од шумата, а од нив поголем дел 55 завршиле во шума. Тој појаснува дека најчест причинител за појава на шумски пожар во 99% од случаите е човекот, додека громот и самозапалувањето како причина за настанување на пожар учествуваат само со 1%. Ѓорѓиев потсетува дека согласно законските одредби од Законот за шумите, забрането е палење на отворен оган во шума и на земјиште во непосредна близина на шумата, на растојание најмалку од 200 метри од работна шумата, но и поради непочитување на ова правило во овој период има вкупна опожарена површина од 2817 хектари. Тој при тоа потсетува и дека на 29 март врз основа на законските одредби, а со цел да се спасат шумите и другите шумски површини, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на јавното предпријатие донесе одлука за делумна забрана за движење во шума со предвидени глоби за прекршителите од 1500 до 3000 евра. Казни кои се предвидени согласно законите за шума и ловство, а со цел да се ограничи движењето во шума на потенцијалните причинители на пожарите. Носете заштитен шлем, внимавајте на брзината, користете ги трепкачите. Одржувајте растојание, користете ги двете сопирачки, избегнувајте мртви агли. Носете рефлектирачки елек и заштитна опрема. Апелираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата до сите мотоциклисти, нагласувајќи дека тие се најзагрозени и најнебезбедна група учесници во сообраќајот, ако се земе предвид колкав дел од сообраќајот им припаѓа на нив и колкаво е нивното учество во вкупниот број загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Од Советот наведуваат дека во просек годишно во земјава околу 15 мотоциклисти го губат животот во сообраќајни незгоди. Советот на почетокот на сезоната за мотоциклисти апелира до нив да бидат внимателни и одговорни во сообраќајот, да внимаваат на правилата за ограничување на брзината, да користат кациги и останата заштитна опрема за пасивна безбедност. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно, а дуваше североисточен ветер. Максималната температура се искачи до 18 степени, а минималната беше 4. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, а утринската ќе биде до 4. И тука е крајот и на вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.